Што рече? Не разбрав добро, повтори. Што рече? Требаше да полага вчера, ама се успа. Не сум јас крив. Баба не го навиткала будилникот. Фино. Значи мајка ти си крива, не? Зошто пак сега јас да бидам крива? Јас го навиткав будилникот, тој бил расипан и воопшто не звонеше. Изутринава го однесов на часовничар. А зошто мајка тогаш ти лично не си го разбудила? Детето треба да полага. Па јас воопшто и не знаем дека тој треба да полага. Бабо. Па што, а после детулето толку убаво си спиеше што ми беше жал да го разбудам. Не, убавото на баба. Добро, сине. Кажи ми ти во колку часот стануваш наутро и воопшто што работиш кога не одиш на факултет? Па види вака. Знаеш, ова прашање е доста комплексно, но може да се гледа од различни аспекти. Мајка. Па вака, станува во 10 часот, потоа се расонува талкајки од една просторија во друга, потоа го пали телевизорот и си гледа детето. Бабо, А си гледа цептани филмови, случки од животот, си чита стрипови, разговара по телефон. Кога учи? Што има да учи? Тој е генијалец. Генијалец. Па добро, генијалецо. Дали сето тоа е точно? Знаеш што, со мали варијации не би можел да речам не. Само ако сакате потивко да разговарате, ме деконцентрирате во читањето. Стрипови, нели? А кога ќе учиш? После ама сте досадни. Досадни? Па сега ќе ти кажам јас досадни. Ние сме ти тебе досадни, нели? Знаеш ли ти дека јас на татко ми не смеев да кажам, а ти нас досадни? Стани! Васко, смири се те, молам. Тишина. Не гледаш дека генијалецот спие како гроф до 10 сат наутро. Потоа не учи, си гледа телевизија, си телефонира, цртане филмови, се прави само не она што треба, а парите паѓаат од небо, нели? Добро, каква е ова распашана команда во мојава куќа? Васко, те молам, смири се. Ти да се смири. Добро, кога велите веќе се смирам. Ама од сега Илчо има да биде под принуден третман. Пип, пип, пип. Овој програм важи за субјектот А. 7 часот. Време за станување. Што ми се спие? Пип. 7 часот и 1 минута. Реков станување. Добро. Пип, пип. Субјект А. До 7 часот и 10 минути гимнастика. Денес тоа се вели физичка култура. Пип, пип. Припрема. Раз, два, три. Ен, два, три. Ајде, поживо. Нема забушавање. Раз, два, три. Пип, пип, пип. Време за утринска тоалета. Пип, пип, пип. Тука сум. 7 часот и 30 минути. Во самопослугата треба да купиш 2 килограми леб, Добро. млеко, јајца, сирење и 1 кибрид. Парите се на маса. Пип, пип, пип. Субјект А. Да, тука сум. Сега. 8 часот и 00 минути. Време за учење. Отвори го учебникот на страна 113. Да. Кој рано рани, 2 среќи граби. Без коментари. Добро. Здраво, бате, што правиш? Те прашав што правиш. Илчо?
Илчо учи, батино. Аха, а каде е забавникот? Не знам, не купив. Значи, ако едно тело се движи, според законот за акција... Ту, ама си досаден. Па што ќе правам јас денеска? А со тоа во некоја конструкција која се движи со... Знаеш што, ајде да одиме во кино, ќе го гледаме Моја Африка. Го гледав на видео. Па зошто не си ме повел и мене? Слушај, јас утре полагам испит. Како прво. А како второ сум под принуден третман. Леле, ама си се променил, не можам да те препознам. Пип, пип, пип. Не се одвлекувај од книгата. Пип. Учи, учи, Гледаш? учи, Гледам. учи, учи. Здраво, сине. Учиш, а? Еј, вчера заборев да купам лекови од аптека за мојава мигрена. Ајде тркни и донеси ми лекови, а? Жалам, не можам. Ама мене ме боли главата. Еве ти пари, ајде. Не можам. Ајде. Не можам учам. Добро, де после ќе учиш, ајде, станувај. Не можам, јас сум под принуден третман. Јасно? Пип, пип, пип. Не го одвлекувај вниманието од книгата. Мораш да учиш, Може би сонувам. учиш, учиш. Што прави бабиното внуче? Бабиното внуче учи. О, го знаеме ние твоето учење. А бре дете, да не си ми ги видело негде као очилата, пак заборавив каде ги оставив. Во купатилото. Аха, знам. А слушај, кој стрип го учиш денеска и да ми го дадеш после да го прочитам јас, добро? Пип, пип, пип. Времето за учење уште трае. Учи, 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 учи. Господи, што е ова? Принуден третман. Субјект В. Напуштете ја просторијата. Ај, Принуден третман. Ова е наредба. училата каде? Во купатилото, бабо. Каде ми се? Ај, Пип, пип, пип. Како е добро? А, како функционира? Немам зборови. Нема збор. Гледаш ли што ти е денес компјутерска технологија, а? Пип. Го знаеш ти Трајчи чип? Не. Како не? Тој е гениалец. Го примевме, тој е компјутерски стручник, го примевме во нашиот нов компјутерски центар во мојот розете. И јас така го возам секој ден со колата и му кажувам за мојот проблем, знаеш, тоест ти. А тој веднаш ми понуди компјутерско решение. И знаеш ли дека ги положил сите испити? Трајче чип. Не чип, син му. И бил ист проблем како ти. Ама гледаш резултатот како ви е. Функционира како швајцарски часовник. Пип. Е, Субјект Б. Напуштете ја просторијата. Надвор, надвор, надвор. знаеш ли дека овој малку претерува? Еј, телефонот. Само потивно те молам. Чек. Молам. Ало, да, Илчо? Што да им кажа? Не сум дома. Илчо вели не е дома. Не, јас велам, не е дома. Добро, молам. кафенцето е готово, каде ќе го пиеме? Пип, пип, пип. Субјект В. Не вознемирувајте, не вознемирувајте, не вознемирувајте. Гледаш ли дека не треба да се подкрива гласот високо? Ама, не разбирам зошто. Па, принудниот третман се вклучува автоматски. Па, добро. Ке се напијам кафенце, може би од него ќе ме мине мигренава. Пип, пип, пип. Субјект Г. Не вознемирувајте. Надвор, надвор, надвор. Гледате ли? А каде? Гледате ли дека се бунтува принудниот третман? Каде ќе го испиеме кафево? Па, да го прашаме него. Пип, пип, пип. Време за пауза. Ајде, давай.
5 минути активен одмор. Раз, два, три. Ајде поживо. Пип, пип, пип. Нека се приклучат и присутните. Чекај, ова ние кафе пиеме, мислам. Пип, пип, пип. Приклучете се без дискусија. Субјект А лежи. Стани. Субјект Б И тука су. стои на една нога. Субјект В земи ги шолите од кафето. Изми ги. Субјект Г излези од просторијава. Субјект Б стои на раце. Како не раце? Субјект В легни на масата. Ја, како? Тишина. Учиме. Субјект Г врати се. Врати се, мај. Ова е наредба. Абе, Васко, овој твојов генијалецов Трајко Чип да не претера малку, а? Не знам, ќе го прашам утре. Без дискусија. Ова е наредба. Легни. Легни. Стани. Стани. Легни. Стани. Легни. Пип. Пип. Заврши рекреативниот одмор на своите работни места. Опа, О, ногата. а мене половинава малку вака ми се олцна. Васко, мислам дека малку претера. Ај, чекај телефонот. Телефонот. Кој е? Да, јас сум. Ау, ти... Молчи, пс. Како зашто? Па морам да шепутам, така е наредбата од принудниот третман. Болен, не сум. А, како работи? Па тоа сакав јас тебе да те прашам, како работи? Ај, си исклучи линијата. Пип, пип, пип. Шо ти е, бе? Поради вознемирување на мојот штитеник, принуден сум да го исклучам телефонот. Ова е наредба. Тишина. Сите легнете на подот. Пак ли? Ајде, кажи. Сега. Васко, мислам дека претера малку. Што претера? Нема сега да претера. Сега ќе ви. Нема. Сега ќе го исклучам, не можете да ни наредува како да живееме. Малку музика виде, може да ни ги лаба и нервите. Пип, пип, пип. Поради вознемирување на мојот штитеник, принуден сум да го исклучам радиото. Ова е наредба. Тишина. Субјект Б седни. Никој да не се помрднува од своето место. Ама, Васко, јас некако се вкочани веќе не можам, а? Јочо! Жалам, јас морам да учам. Еве, навистина, абре, Пип, пип, пип. Субјект В ќе бидете казнети. Тишина. Пип, пип, пип. Сега сите на своите работни места. Сега ми е доста. Готово.
Готово, победа го исклучив. Ова е исто како во филмот Воени игри. Па ете така и ајде сега кажете дека ние со овие години треба да се вклучиме во оваа современа Да. технологија, во компјутерите, па знаете ли дека од нив половината ми отпадна срце од рака, така и главата ми се мати. Мислам дека време е да го испиеме кафето. Време. И те молам Васко, овој фамилиарен терминатор уште веднаш да си го вратил. Добро, чекај, нешто од Трајче Чип ми ме напомна. Што ми напомна, ќе го спакувам и ќе му го однесам. Пип, пип, пип. Не сум исклучен. Работам и на акумулаторски батерии. Мирно. За казна ќе вежбате до утре са бајле. Спремни. Ова е наредба. Клекни. Стани. Клекни. Стани. Клекни. Научив! Пип, пип, пип. Принудниот третман е завршен. Пип, пип, пип. Дефинитивно е готов. Телефон. Да, молам, кој? Трајче, ти си најпосле да врска да добијам со те. Кај што? Да ми кажеш, ако сакаме да го исклучиме, треба да се каже 3 пати научив. Многу ти благодарам, Трајче, што сега ми кажеш. Здраво. Илчо. Кажи, од каде ја знаеше ти шифрата? Каква шифра? Па јас навистина научив. Научи.